Ало, се повелете? Да, повелете. Ова е СОС линијата на жени жртви на семејно насилство. Телефонот е вжештен од јавувања, а работи 24 часа 7 дена во неделата. Дневникот е преполн. Само за овој непол месец помош побарале 98 жени жртви на насилство, а за последните 6 месеци 572 жени. Дали жените лесно се одлучуваат да се јават кај вас? Каде ги упатувате после тоа? И кои типови на семејно насилство најчесто има кај нас во Македонија или со вашето искуство кај вас, зашто најмногу се јавува? Право да ви кажам, во почетокот не беше лесно, а и сега не е. Обично жената трпи, очекува дека ќе се сменат работите, меѓутоа не се менуваат. Многу е помал број на жени кои веднаш ќе изреагираат после првата шлаканица. Во над 85% случаи се кога веќе тоа трае од 1, 3, 5, па дури до 25, 6, 7 години, кога веќе и нивното здравје е сосема нарушено и дека они психофизички се веќе пропаднати и здравствено тоа на нив се одразило, тоа е стварно тешко. Иначе ние како СОС организација имаме соработка со центрите за социјална работа, со полициските станици, со некои медицински установи и на тој начин можеме да им помогнеме, ги упатуваме. Во нашата група на операторки имаме психолог, со кој кога ќе осети потреба жената дека и ќе изрази желба дека сака да разговара, дали имате такво лице, закажуваме и доаѓа на разговор. Иначе, што се однесува до возраста, најмалниот број јавувањето ни од 20 до 30 години, помалиот процентот, затоа што сметам дека се и поотворени, пообразовани, спремни да изборат отворено за својот проблем, за разлика од оние постарите. Најголем број на јавувања се жените од 45 до 65 години, каде што традицијата и стереотипите си го направиле своето, каде они мислат дека никој не знае што се случува, во суштина не е така, дека знаат и у комши, и роднините, и пријателите и се, меѓутоа, ако она не прозборила, јавно мисли дека тоа не се знае, што мислам дека не е во ред. И кој тип на семејно насилство најчесто? Па најчесто е физичко насилство, психолошко насилство. Во последно време, така има економска зависност, ако жената не работи, па е под контрола на парите, што е дури и ако работи, па ги зима парите и располага со нив. Иначе има разни типови од сексуално, од сега по ново време тие инцести, нешто и околу педофилијата, еден случај имаме, така да во главном се. Која е најчестата причина за семејно насилство кај нас, според вашето искуство? Па според нашето искуство, долгогодишно и анализи, и документи, и извештаи, и се оно што го правиме, тоа е некој длабок корен кој се влече од семејството. Имаме случаи каде во семејството таткото бил насилник и синот кога дораснал, се оженил, го зима моделот од таткото и он станува насилник. Или ќерката, кој упрашање, го зима моделот на мајката, ќути, трпи. Углавном последиците од тоа, од невработеноста, од зависности, од алкохол, од дрога, од последно време и некои здравствени проблеми и не баш тие и социјалата го прават своето исто. Ова СОС линија не е единствена, што покажува дека ситуацијата во државата е алармантна. Постојат неколку кризни центри, како и шелтер центарот, каде се згрижуваат привремено. Во шелтер центарот во Скопје во последните 10 години биле згрижени 3188 жени кои побегнале од своите домови бидејќи биле малтретирани. 2392 биле во брак, 177 биле разведени, а останатите биле малтретирани од нивните партнери. Најголем број од нив биле македонки, дури 2003, а на второ место се жените албанки. 1678 од жените кои поминале низ центарот се невработени. На листата има и жени пензионерки. Поразителен е фактот што на крајот овие жени повторно се враќаат кај мажите насилници, бидејќи се без екзистенција и немаат никаква помош од државата.